Носијата од долго време ваква постои. Ја како што су родена мајка ми, баба ми, прабаба ми, тапна ова носија е секојдневна носија. А носија имаме и посебна за празници, за свадби, та посебна носија. Сите в село вака. Девојчињата сеја помладите си носат ќе пантоли, а мака се мажат во село, ќе носат ова носија. Ова носија постои во селово наше. Шамлијата да, а носиме морат со кискија правиме, овие рачно се работени. И сегој си ги правиме и си ги шиеме. А ова шамивчево го купуваме, купено ести. Од сем ваке шамлијава ми ја носиме и ваке може по нашки в село. Поќето ваке в село одет, по постарите. Сега веќе ми како што сме навикнати ни причинува задоволство. И поќе си ја сака нова носија ми е. Послободни се чувствуваме во ова носија кој сме облечени. Платното ќе го купиме и овие што го викаме гаќи, ние си ги шиеме. Рачно на машина и оја пештемал ми го викаме кај нас и оја си го робиме сами на машина. Набавуваме вуница и вуницата си ја платиме рачно со игли. Све е рачно изработено, ние сами си ги шиеме. Подебарскиот крај, носијата е една од најкарактеристичните. За разни настани има посебна носија. Ова е традиционална облека во нашиот крај, која ја облекуваме за свечени погоди, свадби претежно. Карактеристично за ова облека е тоа што е, да кажам, на еден начин единствена, уникатна. Ова се вика кошула, ова се вика елек. Тој материјалот е купен, ама ние си го изработуваме дома рачно. Ова се вика пештемал, кој исто така е материјал купен, но дома го изработуваме се што треба друго. Ние тука во Броштица ги викаме гаќи, ама ги викаат иначе кутли и ние сами си ги шиеме. Иако помладите девојки фатиле ритам со современиот живот, сепак, кога треба, остануваат верни на традицијата. Ова облека ја облакаат невестите кога се мажат кај нас. Има, значи, исти делови како кај другата облека, како например кошула, само малце е поинаку дизајнирана. Има исто така срмено елече. Има, што е поразлично малце, е тоа бовчата. Таја ја носат кај невестата уште кога се вери со младоженецот и ја чува за да ја облече кога ќе се мажи. Има исто така и дебели чорапи кои се рачно изработени и се облекуваат само за невести и ништо повеќе. Интересно кај ова облека е тоа што има и други парчиња, како например ова марама, тие се викаат алтани, се ставаат преку глава и има уште еден дел кој се вика полтушка, кој е исто така рачно везен. Многу долго време ја носеле ова облека невестите и уште ден денеска се носи. Ова облека е од мајка ми кога била невеста, кога се мажела и нормално и јас кога ќе се мажам ќе ја носам истата. Слушајќи за приказните за носијата, бев љубопитен да дознам како од нејзен се изработува секој дел. Плетиме папучи, плетиме чорапи, шалчиња, джемперчиња. све што постои, све рачно можеме да изработаме. Кога плетиме шалче, плетиме со 2 игли, а кога ги плетиме папучи и чорапи со 3 игли. И шарата не сме да се изгубит. Ако сгрешиш, овие ги викаме котолци. Еден котол е како сгрешиш, шарата се губи. Знаеш дека можеме да плетам? Ајде да видам. Овде ќе го свалиме ваке, овде ќе го пуштиме. Добро. Пушти го точка, ова го ќе точкаш натаму и ќе го пуштиш. Скроз до крај. Да, и ош во вториот. И се така. И се така поред ќе. А многу живци треба, нерви треба. Ние веќе сме навикнати. И колку време треба да исплетете едно вакво? Зависи. Па денес како почнеш и утре еден пар папучки ќе ги сплетиш. Пак уште еднаш? И девојчињата кои мажиме плетиме по 20-30. И ги спремуваме тие во чеизот им го даваме. И не само облеката, многу детали, природата, архитектурата, сето тоа е дел од специфичните културни традиции на овие луѓе овде во Броштица, под падините на Стогово. Првите податоци за Броштица датираат од 1509 година, за прв пат кога е запишано во кодот на манастирот Свети Јован Биговски.
се работи за две населби. Првата населба која што датира од годината која што ја посочив е Броштица, населена од православно население, а после тоа селото во кое што сега се наоѓаме, односно една посебна населба во близина на старото Броштица, е оваа денешна Броштица, која што датира исто така многу одамна, уште од османлиското време. Двете населби и христијанскиот дел, православните население и ова население национално се еднакви и исти, користат исти обичаи, исти обреди, ритуали и така натаму при сите пригоди. Меѓутоа, разликата е само во верската определба. Посебно би ставил посебен акцент на свадбата која што се прави во нашето село, бидејќи тоа е свадба која што исто се правила и пред 100 години, може би и повеќе од 100 години, не може би, туку со сигурност и повеќе од 100 години, а и ден денес. Тоа се за наша среќа свадби кои што траат повеќе денови, меѓутоа се навистина многу се интересни, изобилуваат со навистина многу обичаи, многу представуваат едноставно селска прослава, бидејќи колективна селска прослава, затоа што целото село учествува во самата свадба. Велат дека обично жените се чувари на традицијата, така ли е и кај македонците муслимани? Па да ви кажам право да. И во нашето село жените се чувари на сето културно наследство, кое што го имаме до ден денес. Тоа се должи, се разбира, на отсуството на машкиот пол од селово, бидејќи селото е претежно печалбарски крај.